Според изворите на КОТ, трите од различни области, од кои некои поврзани со истрагите, Кочанската полиција, односно ОВР Кочани, на почетокот на ноември 2022 поднела проблемска информација за случувања со дискотеката Пулс. Во проблемската информација било наведено какви кривични дела и прекршоци се случуваат во и околу каварето, какви мерки треба да се преземат. Кочанската полиција дури пишала предлог до СВР Штип, дека секторот за внатрешни работи Штип треба да ги извести надлежните институции и министерства, меѓу кои и економија, дека Пулс не ги исполнува условите да биде кабаре и најдобро решение е да се одземе тековната лиценца за кабаре, а во идна постапка да не се доделува таква лиценца. Таков документ бил доставен до СВР Штип, а според информациите на КОТ, меѓу потписниците и изготвувачите на таа проблемска информација има и полициски службеници кои сега се притворени. Има и притворени началници од Штип до кои стигнала таа проблемска информација со предложено решение, предлог за одземање лиценца, 17 месеци пред да се случи катастрофалниот пожар. Но нема информации што било преземено и дали било известено надлежното Министерство за економија во чиј ресор се лиценците за кабареа. Бидејќи во таа проблемска информација од 2022 биле регистрирани прекршоци кои се случувале во Пулс, во периодот после тоа, околу ова Кочанско каваре биле испраќани дополнителни полициски патроли, па дури и тимови од единицата за брзо распоредување од Скопје, во деновите кога имало забави, велат нашите извори. 4 месеци подоцна, Пулс и фирмата 4M почнале постапка за нова едногодишна лиценца. До тогаш кабарето работело со една извадена 2021, која поради корона мерките била продолжена за уште една година бесплатно.